учебната година заврши. Грантови до 10.000 евра. Забранет намазот Елморџен. Грета Тунберг депортирана од Израел. Скршеното срце може да биде фатално. Јапонија чиста и без корпи за отпадоци. Денеска завршува учебната 2024-2025 година за сите основци и средношколци во земјава. Учениците заминуваат на летен распуст што ќе трае до 31 август, кога е предвидено да се вратат во училишните клупи. Матурантите на ставата ја завршија на 16 мај, а утре ги очекува вториот екстерен испит од државната матура. Првиот, задолжителниот по мајчин јазик, го полагаа на 31 мај, кога на испит излегоа над 15.000 ученици. Полуматурантите во јуни влегуваат во клучна фаза, запишување во средно образование. Пријавувањето ќе се врши онлайн. Министерството за образование предвиде два уписни рока, од 14 до 17 јуни и втор рок на 30 јуни, со поднесување документи на 1 јули. Објавен е јавниот повик за грантови од оперативниот план за вработување за 2025 година. Младите до 29 години може да добијат финансиска поддршка до 615.000 денари за започнување сопствен бизнис, додека за лицата над 29 години се предвидени до 430.500 денари. Мерките вклучуваат и обука за предприемништво, изработка на бизнисплан и 6-месечно менторство. За лица со попреченост е предвидена дополнителна поддршка до 250.000 денари за создавање еднакви можности. Алжирскиот лешников намаз Елморџен со години се продавал без проблем во француски продавници, се до летото 2024, кога инфлуенсери го прогласија за сензација. Популарноста брзо порасна, а медиумите ја разгореа по барувачката. За кратко време, намазот почна да се троши од рафтовите, а еден продавач изјави дека продал 1000 тегли за само 5 часа. Но, во септември француските власти го запреа увозот со објаснување дека постои сомнеж за повреда на дизајн и трговски права на Фериеро, производителот на нутела. Подоцна, забраната ја формализираше Министерството за земјоделство, наведувајќи дека причината е присуството на млеко во прав и сурутка, состојки строго регулирани при увоз од неповластени земји како Алжир. Алжирската јавност го протолкува ова како класичен пример на европски протекционизам пред лицето на потенцијална конкуренција. Шведската климатска активистка Грета Тунберг е депортирана од Израел, заедно со еден од 6 француски активисти кои се наоѓаа на хуманитарниот брод Мадлин, што пловел кон појасот Газа. Израелските власти го задржале бродот и ги уапсиле патниците, информираше францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро. Еден француски државјанин прифатил доброволна депортација, додека останатите 5 мина ја чекаат одлуката на израелскиот суд. Според Израелското министерство за надворешни работи, активистите биле пренесени на аеродромот во Тел Авив, а бродот е задржан во пристаништето Аштот. Очекувањата се дека дел од патниците наскоро ќе ја напуштат земјата, додека оние кои одбиваат депортација ќе се појават пред судија. Вистина е дека синдромот на скршено срце не е само поетски израз, туку сериозна здравствена состојба што може да биде кобна. Новата студија од Универзитетот во Аризона, спроведена врз речиси 200.000 пациенти во САД, покажува дека оваа болест, медицински позната како такоцубокардиомиопатија, е во пораст. Вистина е дека најчесто ги погодува жените, но е пофатална за мажите, кај кои ризикот од смрт е повеќе од двојно зголемен. Вистина е дека овој синдром настанува како резултат на физички или емоционален стрес, како што се операција, инфекција, развод или смрт на блиска личност. Според интервентниот кардиолог Реза Мовахед, срцето реагира на овие ситуации со наплив на стресни хормони, што доведува до привремено слабење на срцевиот мускул. Вистина е дека, иако симптомите се слични на срцев удар, оваа состојба често се дијагностицира погрешно. Последиците може да бидат сериозни: срцева слабост, атриална фибрилација, кардиоген шок, мозочен удар или срцев застој. Истражувачите апелираат за поголема свесност кај медицинскиот персонал за подобро препознавање и навремено лекување на оваа се почеста болест. Вистина е дека емоциите и телесниот стрес можат да имаат длабоко влијание врз кардиоваскуларното здравје, а синдромот на скршено срце е најдобар пример за тоа. Она што некогаш се сметало за само емоционална болка сега е признато како реална медицинска состојба која бара сериозна грижа.
Истражувањата покажуваат дека кај многу пациенти, особено кај жените над 50 години, нападите на стрес можат да го активираат овој синдром дури и кога нема видлива срцева болест. Вистина е дека навременото препознавање на симптомите, како што се ненадејна болка во градите, отежнато дишење и вртоглавица, може да направи разлика меѓу живот и смрт. Иако често не се препознава веднаш, такот субокардиомиопатијата може да се потврди со ехокардиографија и други тестови кои ја покажуваат карактеристичната форма на ослабената срцева комора. Затоа е важно пациентите со вакви симптоми да побараат итна медицинска помош, особено ако неодамна поминале низ интензивен стрес. Вистина е дека и покрај сериозноста на состојбата, прогнозата често може да биде поволна со правилен третман и грижа. Во повеќето случаи, срцевата функција се обновува во рок од неколку недели, но потребно е внимателно следење и често прилагодување на терапијата. Превентивните мерки, како што се редовна физичка активност, техники за справување со стресот и избегнување на ризични ситуации, можат да помогнат во спречување на повторна појава. Во Јапонија, чистотата е начин на живот и дел од културната свест. Иако речиси и да нема корпи за отпадоци на јавни простори, улиците се чисти благодарение на навиките и колективниот дух на граѓаните, од работници што чистат околу работното место до деца кои волонтираат во акции за собирање ѓубре. Анкета на јапонската туристичка организација открила дека токму недостатокот на корпи најмногу ги мачи туристите, особено оние кои купуваат храна за носење. Но, во Јапонија е непристојно да се јаде на улица, храната се консумира дома или на работа, а отпадот се носи со себе, често завиткан во традиционално платно фурошики. Голем проблем настанува со растот на туризмот, како во градот Нара, каде 9 елени починале поради проголтан пластичен отпад. Корпите биле отстранети уште во 1985 година за да се заштитат животните, но ситуацијата се влошила. Градот неодамна постави нови корпи со надпис да ги спасиме елените, кои работат на соларна енергија и се поставени на клучни локации. Примерот на Нара покажува дека дури и земја со највисоко ниво на свест понекогаш мора да се прилагоди на навиките на посетителите за да ги заштити и луѓето и природата. Учебната година заврши. Грантови до 10.000 евра. Забранет намазотел морџен. Грета Тунберг депортирана од Израел. Скршеното срце може да биде фатално. Јапонија чиста и без корпи за отпадоци.